Во наредните 4 месеца, 9 возрастни лица со оштетен слух од Државниот училишен центар за образование и рехабилитација Партенија Зографски ќе се обучат за водоинсталатер. Обуката ќе трае 4 месеца и ќе опфаќа теоретски и практичен дел. По завршувањето на обуката, овие лица ќе ги имаат вештините потребни да се вклучат на пазарот на труд. Тоа што се случува овој период, значи наредниве 4 месеца, тоа е обука инсталатер и монтер на водоводна инсталација за лица со оштетен слух, за возрастни лица со оштетен слух. Обуката ќе се одвива 3 месеци во рамки на нашето училиште. Треба да поминеме некаде околу 200 часа. Таа опфаќа теоретски и практичен дел, значи теоријата е директно поврзана со пракса, така да ќе имаат можност и своите практични вештини во рамки на оваа струка кандидатите да ги развиваат во нашата училишна работилница, додека четвртиот месец треба да им обезбедиме ние, значи под наше менторство, работа кај работодавач, односно да се стекнат со практични вештини и во реална компанија. Ова е прва година како Министерството за труд и социјална политика, заедно со Агенцијата за вработување на Македонија, организираат обука за лица со оштетен слух и вид. Со обуките е предвидено да се опфатат 100 лица. Лицата со оштетен слух ќе се обучуваат да бидат водоинсталатери, а за лицата со оштетен вид, обуките се наменети за масери. Овие професии се најбарани од работодавачите, потенцираше Слободанка Лексовска, раководител на Центарот за вработување на град Скопје. Овие обуки се организираат се со цел на овие невработени лица полесно да се вклучат во пазарот на трудот, да стекнат одредени знаења и вештини кои што подоцна ќе им користат и истите би отвориле собствен бизнис или пак би се вработиле со овие знаења и вештини. А всушност овие профили се бараат на пазарот на трудот и имаат потреба работодавачите од нивно вработување. Државниот училишен центар за образование и рехабилитација Партенија Зографски е единствено училиште на територијата на Република Македонија, кое обезбедува средно стручно образование и обука на учениците со оштетен слух. Центарот постои и врши образование и професионално оспособување повеќе од 50 години. Низ центарот поминале многу генерации на ученици, а денес некои од нив се врвни мајстори на својот занает.